Драги мои, денес ќе правиме на баклава за Великден. Затоа го допрев миксерот, пред се заборавив да ве поздравам. Долго ме немаше на канал, тама еве после еден месечен период поново сме. Правиме баклава за јајца, употребив 6 јајца, 300 грама шеќер и сега ги матиме. Сега ќе додадеме 400 грама зејтин, да идем убаво. Да. 400 грама зејтин. Искуваме повеќе. Готово е. Сега ќе додаваме 2 пецива. Даваме 2 пецива. Со една одршка ќе ги свиеме пецивата. Мислим прашак за пecivo, кој како го вика. Еве, прашак за пecivo. Сильно. И ќе да дадеме еден ванилин шеќер. Само момент. Драги гледачи, добар ден. Пред се сакам да ви се извинам, пошто ме немаше еден месец на овај канал, ама имаше оправдани причини, нешто со завите. Па сега сакам да ви представам една баклава, која е лесна баклава, слична на торта, која сите ја обожаваат и верувајте, секој ден зел рецепт. За тоа потребни беа 6 јајца, 400 грама шеќер и 400 грама зејтин. Сега почнуваме 2 пецива и една ванила на крајот. И сега ќе почнеме да ставаме кори во тепсијата. Прво ја намасамо, пошто ова кора е скината малку,
ќе ја ставиме одоздола. И секоја кора, една кора се става и се премачква со смесата, што е како за торта слична. Се става од смесата и се мачка со четкичето преку целата кора. Така се става се додека не ги завршиме сите кори, една по една. Треба негде околу 800 грама кори, пошто дупло е дозава. Па здравје ја спремаме за Великден. Колку и да јадете од оваа баклава, све, мислим, нема да се осеќате, не е силна, пошто не е со ореви, нема ништо. Само јајца и шеќер и зејтин. Како сте вие, како ги поминувате пролетните денови? Кај нас е веќе, пошто ние живееме во Канада, нема пролет. Зима, ладно, ниски температури. Еден ден може да биде потопло, другиот ден зима назад. Никој не, мислим, не се осеќа, негде пролет се осеќа, негде средината, може и крајот на мај, али колку трае тоа долго, или доаѓа некои клими беззвездни, увеќе секогаш така, секогаш е така, и секогаш е времето толку безобразно, смешно. Не можеш ни да се облечеш во пролетни алишта или нешто, од вентјага ќе отидеш на шорцој, од шорцој на или така што да ви кажам. Напишете слободно каде вие живеете, како кај вас се, дали дојде на пролета, гледам по слike дома што кажува во Македонија, баш дрвата се озеленети, лисја. Овде абер нема. Сироти дрва, ништо. Ама така е што да правиме сега, времето. Таква е климата, рамница, нема нешто да речеш. Јас сум мало ме ракле и за пеење. Можам и да си поптеме. Секојаш работејќи, песната ми лежи во душата. Ја чиствам некоја песна која ќе ми текне, ама неколку доколку вие сакате, ја можам да ви отпеам еден вечер. Да имаме во живо, ама немам доволно субскрајбери. Затоа, на кому се свиѓа видеова, нека ги погледне и нека притисне лајк. Тоа не кошта ништо, ни пари, ништо, само доколку кликнете кај вас ќе покажи претплата, секој видео ќе ви биде објавено кој јас го снимам. Така ви објасни, ќе земемо целите сите гори додека ги потрошимо една, свака една е мачкаме со смесата. Ајде една песна мало да си песна сега да запееме, па здрави. Која песна сега да ми текне само? А може од Блага Претерска, све ни ми не веле малко, може? Ајде ќе испееме. Пролет се буди, цути невен цвет, развива гора, пеат птици деве, а моето срце свенато од бол, тој што го љубам не е веќе мој, а моето срце свенато од бол, тој што го љубам не е веќе мој. Свени ми свени, свени не мене, свена љубов во мене. Јас ќе свенам, не знам, кога сум сама, кога е крај. Свени
Свени ми свени, свени невене, свена љубов во мене. Јас ќе свенам невене знај, кога сум сама, кога е крај. Доста беше. Ова е само еден почеток, низ песна да запееме малку. Песната е лек за душата. Све што не може да окаже устата, ќе окаже песната во стихови. Друго да ви кажем, јас сум бабичка, имам 4 внукички, нека ми се живи и здрави. Си ги сакам најмногу на овој свет, што не може да се опише колку. И пошто утрово вапсав 3 јајца, како што е обичај. И овие денови, може и утре здравје, ќе фарбаме со нив. И тие сакаат да дознаат каква е нашата македонска традиција. Изразува желба доста, до душа, за зборењето и така сама, за нешто обичај прашува. Смешно им беше во почетокот за Крисмос, тоа, за Божикот католички, и ние им викаме имате 2 Крисмоса за поклончиња на зема и се смејаме, се шала. Како сите дечиња изразува желба, сака да фарба и да у школу, уште малечката не иде, здраве и таа ќе да иде. Друго, кажете ми како, не знам што да ве прашам, а еден ден ќе ви кажем, ќе има приказ една, како сме дојдени ние во Канада, зошто сме дојдени во Канада. И таја, но тоа, драги мои, има роман да се напише од таа приказна. Кога ќе ви ја опишам, ја може и многу емоции ќе ви да тоа, како сме ние дојдени во Канада. Затоа што порано јас сум дошла во 84-та, ама не сум сакала да живеам во Канада. Па сега, сакала или не, изборот не ми беше баш така брзо да одлучам. Затоа кој ве интересира, прашајте, ја ќе ви одговорам све што сакате. Или па ако имате некоја слична ваква баклава што се прави, кажете слободно. Ова и јас сум ја научила, ма верувајте на мои колешки на работа или други кои ќе ја проба, секој еден посакал да ја направи, пошто баклава може и ова да се замрзнува и во секој време, ако ви дојде некој, може извадите ga, додека направите кафета, ја ќе биде готова, се отпушта. И едно што е многу лесно, ви кажа, вкусно е за јадење и многу лесно, не се осеќаш желудецот како поден, мислим не поден и фала Богу и тие баклави се добри со рај, тоа немам збор. Ама ова е полесна, некако, не е тешка, не треба многу, не да речем посиромашна, туку по не е трошија баклава, има јајца, зејтин и шеќер, нема рај. Тоа е проблем. Не проблем. Зависи, некој обожава со рај, а да ви кажем искрено, не иќем, не сакам и моите исто, не смеам, а еден ден и тоа ќе направиме. Колку се гадни кориве, не се како дома во Македонија. Овие некои танки, некои искинати, ама некако ќе се снајдеме здрави. Денеска ќе направим, па овие да не може со други рецепти излеземе. Сега пошто се празници малку повише, увек се прави нешто, ама ајде да кажемо дека празници се, да има, да сме многу меракли на благо, не сме, да ви кажем отворено. Ама некогаш пака деца на малечки, кај ќе декне. Кажете ми вие што направивте за Великден? Торти, колачиња. Што било? Пишете некој. Доколку ви кажам, некој не ме следи или го гледа ова видео, слободно нека
Верувајте, имам малку една неприказна за тоа. Додека едни луѓе, YouTube канали, прашуваја, знаеше, дали ќе може да се субскрајбате во Last Something. Сега, на истите тие, гледаат дека си отворил канал и си им пишал на некој до душа, уопште не реагира. Да ти кажам, и тоа не е фер. Секој ден поддржувам нормално, во почетокот никој не може да стекне во еден ден 1000 да го следа. Затоа треба подкрепа малку. Доколку вие сакате или некого познавате, нека не припади, мислим, нека притисне subscribe. Еве имаме здравје и бахча, че се емо на пролет, имамо пипер наш домашен, мислим и пресад. Јас и снашката го одгледуваме па малку и тој силно пати, нема топлина. А лани беше толку убава пролет, што никогаш во живот мој и во Македонија сум живела, никогаш не сме посеале пипер на 1 мај. Толку беше убаво и топло. Еве уште малку ќе имамо, па ќе завршимо и ќе видите како ќе изгледа завршена лопалата. Денеска ќе печем, зашто многу е поубаво да одседи. Свите вика баклава печена да одседи еден ден или два, зависи. Повкусно е. Така да. И друго што ќе готвите месо, јагнешко, други работи, мислим. Знам дека традиција е јагнешко, ама кој како го јаде. На тој ден ќе се соберемо, свите си се беремо. Фамилија, децата мои, синоите, снашките, внучињата. Тоа ти е еден фамилијарен учек, иначе каде. Дома знам, дома беше по-друго во Македонија, се осеќаше повише празнико. Ќе ти дојде, некој ќе дојде, ќе отидеш. Најдобро би било, мислим не најдобро, доколку сакате, пишете од каде ме гледате да знаем, пошто ми треба и во кој време на денот да го објавам видеото. Which country you guys follow me, like, or watch me? Can you please write me, like, some comment or something? Пошто, некако ви кажам, јас сум нова, како и не знам, нема многу, не кажувам се да речем, субскрајбате, мислим субскрајб направивате ми едно друго, не. Сама, кој сака, кој не. До душа имам гледања на видеата, ама немам субскрајбери, тоа е проблемот. А видеата ми се гледани, како што немам субскрајбери, видеата ми ги гледам многу. Затоа, доколку сакате, претплатете се некој, да ми овозможите да ми дадете ветеро лејзе, што вика срвите. Ќе и тргнемо, немам дека превише малку имам корен. Повише него смесата, малку па. Ептем танки се лепа. Дома сме земали, знаеш, подруги се корите малку за баква, овие сите исти овде. Ке сме били во Македонија, имаше една емисија, сија ми текна тоа, се викаше, за 8 март се одржуваше, се викаше Жените пеат.
И требаше кој сака, ќе се пријави на Радио Кисто, беше од Тетово, ќе се пријави за да пее, значи после на крајот имаше бодирање, некои оценуваја од таму, кој како го пее. И ден што седе си на работа, ки што работав му газдата. Мене ви каде ќе те пријавим да пееш? Не, бре, викам, немам песна како ќе бе. Не, ајде, а бевме на пауза. И до душа ме пријавија од работа, ме викна на пауза, бевме. Една песна, ја сум ја пеала Свени Миневени, затоа ми е ставена в сеќавање. И гласање имаше, го доби второто место. Баш, мислим, букет цвеќина вечера беше за двајца, мислим, маж и жена. Дали еден пар кондуре. Ама тоа било да не вележам негде близу 30 години скоро. Колку се беше? 12. Да. Да, тоа што завршувам сега со... Сега ова е последната кура. Ќе ги сечемо да видите тоа, само да ставиме ова две кори, едната ќе остане. Чекај ваке, ова е пошто искинате, више за таа не имам. Ќе ги оставам, ќе имам сирење, па ќе ги свиткам двете, како комадче. Пошто две треба да ставиме дозгора, да не изгори случајно. Добре, овие две ќе ги дигне малку да ми седа. Ќе ги оставим на страна. Сега ќе сечеме баклавата. Еве ја завршена, вака изгледа, само да избришемо тука треба. Еве ја баклавата завршена. Сега ќе ја сечемо, пошто крајовите не ги сакаме, ќе мора пазливо да се сече. Ја сечем како куцки. Ќе ви ја покажам и печена, кај ќе виде. Пово да се исече. Сега таа пак ќе се пројде, откако ќе се испече, нели се затвара сеченото, ама сепак да се обележи како, што. Микао што се од јајцата пил, што тој е пил крајевите и така треба да отпадна. Мислим, нема да отпадна, ама ќе ги оставиме за тие се најсладки. Опечени. Се ова малку потешко доаѓа, пошто е така ќе исечем. И сега ќе идем по тоа сеченото. Чекай, ова малку се одим. Ето, видно. Сега ја ставаме вака баклавата за печење.
Еве, се гремаме равната на 350 херванц. Овде негде ќе дојде околу 180 степени, негде 30 минути само. Ставаме да се пече. Кога ќе биде готова, ќе се видиме. Драги мои, еве, сега баклавата ќе ја паримо печена, еве го шербето врие. Баклавата треба ладна да биде, а шербето врео. Чекајте, ќе свртим одвом, еве, подобро да видите. Еве. И сега, извинете малку, ќе има звуци, пошто комшиве нешто работа данаска време во потопло. И еве ќе ја оставимо да се скисни. Еве.